А уште едно за ги користав, значи дали имаше некакви наводи до судскиот совет дека земал мито, дали такви некакви наводи во представки, пријави, што било? Видете сега, во судскиот совет има безброј представки. Вака сега прво, јас не се сеќавам конкретно дека имало представки за земање мито или за нешто слично. Еден предмет колку што се сеќавам се водеше за негово неиземање во предметот, требало да биде иземен. А вакви конкретни сега не можам да се сетам. Како што ви кажав, ќе ви одговорим официјално. Не сакам да испадне да имала некоја представка, па сега за моментот да не се сеќавам, да ви дадам грешна информација. Утре се спроведува изборот на член на судскиот совет од редот на судиите. Како оди процедурата? Па се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Судиите ќе излезат, ќе си го дадат својот глас, се гласа на територија на цела држава. И му посакувам среќа и да победи најдобриот, тој што колегите сметат дека е најдобар и најсоодветен за да ги представува судскиот совет. А дали еден од кандидатите за ова место, Хасан Асани, имал некаква дисциплинска постапка во судскиот совет? Дали се водела? Не можем вака си да повторам да кажам, затоа што има многу. Ние годишно имаме околу 600 и можеби и 700 представки за судии. Така да може да имало и за него и за ако имате во предвид дека 400 судии се, ако имаме во прилика 500, 600, 400 представки зависно од годината, значи можно да имало. Точно да ви кажам. Председател, во случај да се водело дисциплинска постапка и да била изречена еве некаква казна, дали тоа е пречка или не за да учествува како кандидат за член на судски совет? Ако е актуелна, сигурно дека немаме досега таков случај да се јави некој колега што е дисциплински казнет или дали парично, дали јавно помене, немаме таков случај. Обично се сите кандидати со како да се изјаснам, со примерно однесување, немаат некои забелешки од судскиот совет.